Добар ден, драги наши. Пред нас е уште едно издание на нашиот подкаст Универзум. Се надевам дека ќе го задржиме и овој пат вашето внимание, особено поради тоа што денеска имам една навистина многу интересна гостинка. Наша позната ТВ водителка посебно е актуелна помеѓу помладата популација, бидејќи, еве, според мене, според моето скромно мислење, она го води едно од најатрактивните, најактуелните и најинтересните, би рекла, ток-шоуа во Македонија. Снеже Велков, ти благодарам што си со нас. Благодарам на поканата, иако е дека ме гледаат помладите, супер, ако е тој впечаток, затоа што јас секогаш мислам дека постарите некако гледаат нешто конкретно, но добро е да се знае и ова. Обично, оние емисии што се од позабавен карактер, барем според мене, јас сметам дека ги гледаат помладите. Повозрастните гледаат утрински програми, така да, и сум слушнала и сум зборувала, знам дека многу те сакаат младите и поради тоа ми е особено драго што си моја гостинка, пред се затоа што овој подкаст ни е наменет за студентите и за младите. Ти благодарам на поканата, верувам дека ќе останеме интересни до крај. Пред да преминеме на студиите, сакам да почнеме од твоето средношколско искуство тука во Скопје. Значи, на 14 години се соочуваш со една огромна промена за тебе како дете, доаѓаш во Скопје да учиш средно школа. Епа, ајде кажи ми прво, каков беше таа прва средба со големиот град и што учеше тука во Скопје? Како почна твоето образование во Скопје? Па добро, мене од дома ме припремаа дека ќе дојдам во Скопје, во големиот град. Уште од мали така некако бевме, да не речам задоени, туку некако бевме учени дека треба да студираме, односно да учиме во Скопје. Значи, од Македонска каменица во Скопје. Претходно, да речеме, сум доаѓала во Скопје или сум гледала на телевизија како изгледа Скопје, но не сум престојувала во Скопје на подолг период. Значи, можеби сме имале роднини, но доаѓаш тука и си заминуваш. Така што се запишав средно медицинско и мојата струка беше забен техничар. Тогаш имаше само една паралелка забен техничар и тоа беше додатен предизвик за да се запишам, но врз основа на поените кои што ги имав и желбата на татко ми, тоа постојано го повторувам, но еве нека се знае дека јас одлучив да студирам медицина, односно да студирам, да се запишам во средното медицинско училиште и да запишам забен техничар, затоа што колку и да инсистираа дека ќе бидеш докторка, јас не ја сакав медицината. И одлучив, добро, еве, нека биде некоја гранка на медицината, ајде нека биде забен техничар. Така што еве тоа беше начинот на кој што јас дојдов да учам во Скопје, иако моите желби беа сосема поинакви. Јас сакав, не знам, некаква јазична гимназија, па не знам, сакав нешто поинакво што би ме привлекувало, но тогаш како мала, 14 години, ајде викам, може постарите имаат нешто што јас не знам, и плюс беше муаветот да си имаш занает. Така да занаетот веројатно сега е многу актуелен и еве да речеме јас доколку не дај Боже се случи да не можам да работам другиве професии кои што ги работам, викаат си имаш занает во рака, така да еве ќе моделирам со ножиња. Ние имавме тогаш лампа, ноже, значи шпиртна лампа се викаше, на која што ги моделиравме запчињата. Така да инаку беше шок кога дојдов во Скопје, ама се учи. Така е, добро, не е sejedno за тинејџерка на 14 години. Забен техничар средно, меѓутоа на факултет продолжуваш нешто друго. Ти не криеш дека твојата љубов од секогаш биле медиумите, дека од секогаш си сакала да бидеш пред камера. Зошто не запиша новинарство? Затоа што од дома ми рекоа дека ако се запишеш на новинарство нема да имаш работа. Што тогаш и така беше, затоа што во времето кога јас се запишав на факултет, значи буквално постоја 3 или 4 телевизии и постоја пишани весници. И тоа беше толку. Не се разговараше за интернет медиуми, не се разговараше за друг вид на контент креатори како што сега се оние актуелните, и тогаш навистина беше на предизвик од толку запишани новинари, баш па ти дека ќе успееш, и плюс тоа дека не можеш да ја трансформираш твојата професија во нешто друго да работиш, затоа што се уште тогаш важеше правилото тоа што ќе си го завршиш да си работиш по струка. Сега се сменети нештата. Во суштина сега не е битно тоа што имаш ти завршено, туку битни ти се вештините. Тогаш се гледаше дипломата, која ти е, и со дипломата ти имаш предност за вработување.
Така да моето одбирање за да студирам беше исклучително по колкав број на испити има, значи буквално. Мене ме привлекувале јазиците од секогаш и нели сум сакала да бидам и професорка, меѓутоа англиски не доаѓаше во предвид затоа што тогаш таа катедра беше преполна и плюс излегуваа многу кои што има завршено англиски, а еве денеска се покажа значи дека можеби моите и гледале понапред во иднината, дека ако запишеш англиски сега професориве воопшто нели немаат работа да речеме, затоа што сите учат англиски од медиумите, сите малите деца веќе зборуваат на англиски, така што запишав италијански јазик и книжевност исклучително заради тоа што имаше најмал број на испити, кои што пак ќе ми дозволеше да си го работам тоа што јас си го сакам, односно да работам на медиум. Ете, така запишав школа. Пред да поминеме на оној дел во кој што ти практично додека студираш и работиш, значи успеа да си ја исполниш својата желба, додека беше студентка и си најде работа баш тоа што го сакаш. За време на студиите, значи како од денешна гледна точка, како ги доживуваш, по што ги паметиш? Некоја интересна случка обично сите ги прашувам. Моето студирање, заради тоа што моето студирање беше нели за да се студираш, за да завршиш, да речеме, нели да имаш образование, не беше студирање затоа што нешто ја многу го сакав и нешто уживав, туку јас имав своја цел, значи ќе завршам што ќе завршам, а јас во меѓувреме ќе си работам и можеби го паметам по однос на тоа што ми се случувало пропратно со студирањето, колку нели ми било дозволено да си ја работам работата која што јас ја сакам. А студиите поминувале така што нели одиш, слушаш, редовно сум била на студиите, значи сум ги посетувала сите предавања, значи не се успивав, сакав да си стигнам на време, сакав све да завршам на време, некогаш се случуваше нели дури и пред време да сакам да полагам затоа што сакав што побрзо да ги завршам тие работи. Ги паметам како дел од процесот на растење, така може нешто да се заклучи. Значи ги заврши студиите и ти задоволна и родителите задоволни. Снежа има факултет заврши, Мислам дека јас сум позадоволна отколку што се тие, затоа што пак ќе речам нели, кога студираш нешто, барем така беше порано, нели, треба да си работиш по струка. Сега завршив средно, не работам по струка, значи со ова што знам италијански јазик и книжевност, никош не сум работела, така да може би некој ќе рече дека тоа ми е изгубено време. Не ми е изгубено време, затоа што имам две вештини со кои што пак можам нели да кажам дека имам плюс вештина која што пак ќе речам, не дај Боже, значи во некое време може да ми затреба, така да ништо не е изгубено. Како за време на студиите, колку упорно се обидуваше да си ја најдеш работата што ја сакаш? Во кој период од студиите, да речам, прва година, втора, во кој период беше кога се вработи и како успеа да ги балансираш тие две работи, студиите и работата, затоа што имаме многу млади што не гледаат и што можеби не знаат дека додека студираат можат и паралелно да работат, посебно сега на денешно време има многу избор за работа. Тогаш не беше така, нели, затоа што нели ако веќе ти одлучиш да работиш, би требало да ги ставиш студиите во мирување или треба да студираш вонредно. Но, заради тоа што моето не беше, да речеме, редовно вработување, туку тоа беше договор на дело, кое што дозволуваше така да се работи, значи јас буквално нели имав снимања, тогаш во томато продукција почнав да работам, имав снимања кои што не беа секојдневни, не беше тоа работа од 8 до 4 или не беше никаква си активност, некако си ги прилагодував и се договаравме со продуцентите да нели не ми штети тоа на предавањата, значи или кога имав испити, па имавме пошто ние бевме двајца во самата емисија, значи никако се прилагодувавме и се беше прилагодено нели на тоа да си продолжам со моите активности на факултет, но да си тече и самата работа, така да балансирав. Ако се сака може да се најде баланс, ако не се сака нема да се најде, така да. Во суштина пак ќе речам, моето студирање, сега не знам како ќе звучи за студентите, нели, беше подредено на тоа што јас сакав да работам, значи да си работам својата работа, а сепак нели да не трпи ни едно во ни друго, така да е. Од денешна перспектива, дали повторно би го одбрала истиот факултет или можеби сепак би
одбрала нешто комуникација и новинарство? Па тогаш немаше комуникација. Мислам сега има толкав број на смерови кои што нели се отворија. Не постоја тогаш комуникации, не постоеше значи некаква друга насока која што можеше да ти помогне нели да го работам тоа што го сакам. Инаку јас се мислев дури на факултетот за одбрана да се запишам. Сакав да се запишам на полициска академија која што тогаш се укина. Сакав да се запишам на она воена академија, која што исто тогаш не постоеше. И онда реков, добра, ајде одбрана тогаш да студирам. А одбрана е исто нели на правниот факултет кај што е и новинарство. И па ми рекоа, што ќе правиш со одбрана? Значи нема што да правиш. Значи не е дека не сум пробувала различни видови на смерови на факултети да одберам. Некако ова беше као, ајде учителка ќе бидеш, професорка ќе бидеш, нели? Некако беше онака најблизу до тоа кое што мене ме интересирало, а на крајот, како што реков, пресудно беше она, си пресметав ја математички точно колкав број на испити има, мислам дека беа 24, не ме фаќате за збор, но беа најмалку од оние сите групи кои што беа на располагање и така. Заради малиот број на испити, слободното време кое што ќе ти овозможи да си го работиш тоа што го сакаш. Денеска студиите многу се разликуваат, да речам, од тоа време, посебно поради дигитализацијата. Снежи има студент дома, па ајде да направиме една паралела колку се различни студирањата денес, колку модерните, новите технологии им го олеснуваат студирањето на младите. Па, тогаш, во тоа време кога јас студирав, значи се знаеш, имаш книги, имаш скрипти, имаш фотокопир, одиш, копираш, нели, тераш, идеш на предавања, запишуваш и на крајот, нели, полагаш. Сега, нели, студирањето е малце поинако, па имаат колоквиуми, па не знам, имаат собирање на поени, па да речеме седми, па што не студира во државава, значи они имаат многу повеќе практична настава, па им собираат поени од практичната настава, односно од тоа колку се присутни, од тоа колку се активни на часот и некаде на крајот нели е она полагањето кое што го имаат, па им ги собираат поените и врз основа на тоа нели се носи одлуката колкава оцена ќе добие. Кај нас беше одиш и одговараш пред професорот, нели, на цела книга. На цела книга имаш писмено, имаш усно. Некогаш се полагаше само писмено, некогаш се полага само усно, одиш се тресеш пред професорот и на крајот добиваш оцена, ти става во индекс или те бутка, како што е овдека, мислам дека нема буткање такво класично, туку нели врз основа на твоите поени, па отприлика знаеш нели до каде си, што си, каде можеш да утнеш, значи мислам дека сега некако е пофер оценувањето, затоа што преку цела година се следи твојата активност и преку цела година ти имаш нели право и да сгрешиш и да се поправиш, не сите сме исти нели во текот на годината на студирањето, а вака во еден ден можеш се да изгубиш, може да те фати трема, може не знам предходниот ден нешто да ти се случило. Мислам во еден ден да ти се одредува тоа колку ти знаеш, мислам дека не беше правично тогаш, но штом функционирал толку долго тој систем, тоа значи дека за тој период и за таквиот вид на студенти како што сме биле ние, веројатно било оправдано за да така нели се мери знаењето, така да. Дали синот го советувавте што да студира или самиот си одбра? Не, сам си одбра, затоа што можеби не дозволив нели да ја направи истата грешка која што грешка. Сега звучи погрешно можеби, но не дозволив да одбере пат кој што јас сум го одбрала, затоа што сакав да ужива во студирањето и сакав нели годините кои што ќе ги помине на студиите да научи корисно нешто кое што тој смета дека е за него корисно и одбра, тоа е економски факултет, но со оние нови правци, значи бизнес интелидженс и така натаму, така да го одлучи тоа да го студира, самиот одлучи во која држава да студира, така да единственото нешто што му го кажав е дека ти ја давам целата поддршка, значи што си одлучил тоа е, но секогаш доколку одлучиш нели да ја промениш студиската група или да одлучиш да го промениш факултетот, секогаш имаш право на тоа и тука те поддржувам. Што да речеме моите нели не ми рекоа. Ако си тераш, ти тераш на еден факултет, пошто ја да речем после втора викам дај да се префрлам на друго, немој. Така да и му ја дадов таа слобода да он одлучи, но и му ја дадов одговорност, така и него ми се префрли, така да. Ти си одлучил, ако сгрешиш, ти си крив. Колку практичната настава која што денес ја имаат студентите, посебно на приватните универзитети, е олеснителна околност што ќе им помогне понатаму полесно да
преминат на пазарот на трудот, нешто што во мое време го немаше. Јас, например, студирав новинарство, ние немавме практична настава. Една посета, се сеќавам во тоа време на МИА, една посета на македонската телевизија, како дел од еден предмет и толку беше. И каде вежбаше? Пред огледало? Не вежбав. Јас кога завршив факултет, се вработив во весникот Вест веднаш, само што завршив и таму почнав да учам како треба. Таму ги напишав првите новинарски текстови, значи пишував кратки текстови во рубриката Скопска, па така полека учев. Немавме ништо на факултет. А камера? Ништо. Ништо. Не, добро гледаш. Убаво ми викаше мајка ми, пред огледало ќе си научиш ти да се избориш, и така и беше, ја така си вежбав. Значи пред огледало како би се однесувала пред камера. Ма гледаш, никогаш не сакав да бидам новинар кој што ќе работи во пишан медиум. Тоа никогаш не ми била желбата. Немавме избор многу, како што кажа, немаше избор. Јас Значи тоа сакав беше. да работам на телевизија и тоа ми беше желбата, и така сум ги сваќала новинарите, дека се тие кои што се појавуваат на телевизија и кои што презентираат вести. И да, имав уште една идеја и желба дека сакам да бидам новинар кој што ќе известува од воените зони. Тоа ми било онака желба и значи ме гледаат мајка ми и татко ми од типот дали девојчево правилно размислува. Така да сакав онакви предизвикувачки професии, да речеме. Сакав значи онака да навлезам во тие работи во кои што се плашале другите луѓе да отидат и така се замислов нешто ќе ставам ранец, ќе известувам од овде, од онде. Немаше таква прилика беше... со оглед на тоа дека долги години беше во медиуми баш. Па на естрада јас веднаш отидов во естрада и ја немав таа можност нели да работам во информативна програма, ама никогаш не е касно, од кај знаеме што ќе се случува понатаму. Така. Кога си веќе на телевизија да не знаеш патот каде ќе те однесе. Сега го заборив прашањето твое, ме прашаш што ме за практичната настава, колку им помага денеска на младите? Настава е нешто што на сите ни достига и ни недостигаше, иако нели на факултетот на кој што јас студирав, практичната настава беше буквално да посетиш школа и да гледаш како предаваат, баш кога тогаш немаше други јазици кои што се изучува, италијански никој никаде не предаваше, па онда мораше да се оди во некоја приватна школа за да видиш како се предава. Затоа што учевме методологија, која што нели беше за она како треба да се методата на предавање и така натаму. Немавме практична настава, да речеме, од тој аспект. Ми се допаѓа на приватните универзитети тоа што самите професори се буквално луѓе кои што веќе и го живеат бизнисот. Так. И тоа е многу важно затоа што може директно да ти покаже што се случува и на пазарот на труд и во суштина да ти каже што се случува во денешницата, затоа што денешново време за разлика од нашето со такава брзина се менува, да она што било пред 2 недели сега веќе не е актуелно, значи и со дигиталната технологија и со сите оние промени кои што се случуваат, на пример ChatGPT пред 1 година ние воопшто не можевме ни да замислиме дека нешто такво може да се слушне, а денеска тоа е постојано во тема на разговор, односно секојдневна алатка која што ја користиме сите ние. Така да технологијата е толку брза и толку брзо значи треба да се размислува на промена, да учебниците со кои што ние учевме, значи и кои што беа со години и години не сменети, значи тој што студирал пред тебе 4 години претходно и тој што ќе студира 4 години после, он ќе учи од ист учебник, што сега се е сменето. Така да, на пример, знам дека на економски кои што имаат маркетинг, да речеме до пред некое време се уште стоја оние огласи дека можеш да се рекламираш во весници и не знам какви, а кај нас весниците исчезнуваат, така да тоа се некакви на социјалните мрежи, на дигиталните медиуми. Значи апдейтот е многу подобар, мислам дека на приватните универзитети заради тоа што вие креирате да речеме таа програма. Знам дека нели од министерството си постои она правило како би требало да изгледа една студиска програма, но овдека ви е дозволено многу повеќе да се менуваат нештата и многу е добро што реков професори се луѓе кои што не е само професор, туку тој е надвор, нели, од универзитетот, е веќе или е бизнисмен, или работи друга професија, што пак му дава нели за право да биде многу по-релевантен примерок за да учениците, односно студентите, научат многу повеќе работи од него, за разлика од оние кои што се нели професор, па е професор и он си го тера својот научен труд. Не викам дека не е квалитетен, туку кога ќе излезе надвор нели на пазарот, многу повеќе ќе му пренесе оној кој што веќе е внатре, затоа што
Пазарот на труд е променлива категорија, тоа е жива материја, бизнисот е жива материја, ако не го живееш секојдневно, немаш појма што се случува. Практичното е едно, значи, а теоријата е сосема друго. Ние теоретски можеме сосема правилно да научиме, ама ела дојде види на пракса, односно кога ќе излезеш на пазарот да видиш дека не е туку така, нели пазарот ако вика во самата книга постави си реклама, рекламата ти е најдобар пример, па ќе добиеш од тука нели многу клиенти, ама не е така. Така да мислам дека праксата е пресудна за да бидеш добар, затоа што пак ќе речам денеска се ценат вештините, а не се цени она што да речеме го пишува во дипломата. Така, Еве, ајде еден совет пред да преминеме на работата, на тоа што сега го работиш, еден совет до младите кои што допрва ќе размислуваат и ќе се одлучуваат каде да го продолжат своето образование, како правилно да изберат. Прво мора да ги следат трендовите на пазарот на труд, значи мора да се види што е тоа што се бара. Реално, знам дека сега во периодов се бара занаетот и тоа уште многу повеќе ќе биде барано, затоа што вештините и работата со раце е она кое што... Мислам, ова го знам затоа што сум од вработување.com, тоа го работам секојдневно и точно знам што се бара. Но треба да се студира она кое што ги следи трендовите на пазарот. Знам дека медицината секогаш ќе биде она кое што ќе биде барано. Човечките ресурси секогаш ќе бидат она кое што е барано, затоа што како и да е работата со луѓе останува тука. Кога станува збор да речеме конкретно за вашиот факултет и за туризмот, значи секогаш постои барање и секогаш ќе има туристи. И секогаш ќе се бараат нови и нови стратегии за да може да се привлечат различни категории. А нашата земја е едно неразвиено подрачје што се однесува на таа тема, затоа што ние имаме еден огромен потенцијал да бидеме вистинска туристичка атракција. И мислам дека на тоа треба многу да се посвети внимание и дека има можност да се стане експерт и буквално нели да се промовира државата. Но пак ќе речам, пред да одлучите што ќе студирате, отворете малку огласи за вработување, погледнете да видите што се бара. Не значи дека нешто што вас ве привлекува дека баш тоа ќе биде на пазарот на труд. Проверете, прочитајте студии, кои професии ќе исчезнаат, кои професии ќе останат, така да ако сакате да го работите тоа што ќе го студирате и првенствено значи фокусирајте се на тоа какви вештини ќе стекнете и што можете вие да научите како човек. Затоа што теоријата е теорија, тоа е тоа. Ако студирате математика, математиката е непроменлива, значи секогаш нели имаме собирање, одземање, множење и така натаму, но се останато е променливо. Така да истражете пред да се запишете на факултет. Одличен совет до младите. Снеже, нешто конкретно, 5 сезони ако не грешам, како почна идејата, како се развиваше и колку ти лично си задоволна, каде е сега како проект нешто конкретно? Па нешто конкретно почна баш по своето име, дека нема ништо конкретно да се гледа на телевизија и мојата идеја беше да имаме нешто конкретно што ќе се гледа на телевизија. Морам да признаам дека не можев повеќе и се уште не можам да ги слушам оние политички дебати и разговарања на теми и премногу демагогија која што се шири. И ми фалеше нешто кое што можеме да го зборуваме со луѓето, а кое што се секојдневни теми, кои што може да предизвикаат внимание и на кое што имаме мислења, а некако никој не прашува, не ги прашува нити јавните ликови нели за мислење. Така да одлучив дека и постои едно широко поле во однос на машко-женските односи, во однос на табу темите, а да речеме многу ретко се дискутираат и плюс нели дури и да се дискутираат некој тоа е многу сериозно да речеме на начин на кој што не привлекува внимание, одлучив да направам некаква спојка, нели малку хумор, малку да речеме струката што кажува, затоа имам и психолози и така одлучив да направам некаков спој. Првата сезона ни беше пробна, затоа што сакав да видам дали постои нешто такво
кое што би го привлекло гледачот, значи на медиумскиот простор дали не достига такво нешто, што еве можеби тоа е совет до студентите да проверуваат, значи во што ги бива и што пазарот бара. Ако не успе и ако не го бара, идеме на следно, значи не постои разочарување, така да видовме 3-4 месеци и траеше да речеме првата полусезона и видовме дека постои интерес и дека не достига нешто такво на медиумскиот простор и понатаму продолживме. Верувам дека предизвикува внимание и дека од сезона во сезона растеме и со темите и со соговорниците. На почетокот беше навистина тешко да добиеш соговорник затоа што не беа научени на таков начин на комуникација, односно пејачот вика ја ќе дојдам ако треба да најавам песна, ако зборуваме за мојот албум. Како сега ја ќе зборувам за општеството или како ќе зборувам ја за тоа дали во бизнисот поголеми успеси имаат мажите и жените, нели не беше својствено, па го едуциравме пазарот, значи 3-4 мислам дека дури еве сега веќе петава сезона сваќаат дека ќе зборуваат на други теми, а нема да зборуваат за сопствената професија, значи иако се актери, не зборуваме за актерството, не зборуваме за тоа колку представи имаш, така да едукација на пазарот беше, а сега мислам дека од прилика почнуваме. Сега почнува веќе нешто конкретно да бива тоа што е замислат. Има некаков план, некоја идеја за некои новитети да се воведе или сега за сега одите вака како што е? Ќе се покаже пазарот како што викам јас, значи текот како ќе тече натаму, ќе видиме што и како ќе биде кои се потребите, можеби има потреба од нови теми, ќе видиме што и како, но ќе останам во нешто конкретно и ќе постои се додека мислам дека е доволно предизвикувачки за мене како работа и за гледачите да го гледаат. Мислам нема да се држам, како викаат, како пијам за плот, не би се држала, значи да постои па да постои, значи самото време ќе се покаже кога треба да престане да постои. Јас морам да ти признам, те следам редовно, многу ми се допаѓа, значи многу ми се допаѓа концептот на емисијата и имам таков впечаток вака како гледач од оваа страна и како човек од медиумите дека буквално ред се чека за кај тебе да дојдат гостите. Не знам, таков е мојот впечаток, може грешам, ама така јас си мислам затоа што многу е интересно и си викам сигурно сите сакаат додат кај Снежа во емисија. Па има таков тренд, да. Баш ми е драго и продолжи така како што почна, да, супер е. И за крај, кој е твоето мото што те води низ животот? Да речам што те водело и низ студиите, и низ работата. Имаш ли некое мото вака кое што ти е твое? Па јас постојано знам да кажам како ќе дојде, така ќе тераме. Насочувајќи се на тоа дека нештата се менуваат и дека единствената константа е промената, така да не би светот се менува и ние мораме да ги прифатиме промените и не треба да се китиме со старите перја, туку треба да се прилагодуваме на времето, треба да се прилагодуваме на се што ново доаѓа. Не значи дека треба да го прифатиме, но треба да го почитуваме дека се сменило, исто како што мораме да ги почитуваме нели и младите кои што сега ни укажуваат дека нешто е сменето, не да се држиме до тоа во наше време. Ја како сум студирала да ти кажам, не, ако тебе ти е полесно сега да студираш, пеки, значи тоа е многу подобро за тебе. Ако ти добиваш оцени сега нели ти ги собираат, а ја да кажам, мојот факултет беше потежок, не. Така да тоа е она што ме води дека мораме да се прилагодуваме на промената и дека промената е тоа што ќе не направи подобри, но треба да одбереме, значи како ние ќе се однесуваме, значи променливо е се, ништо не е константно. Денеска може нешто конкретно да биде горе, подоле, понатаму може да иде надолу, така да се е тоа дел од животот. Ти благодарам што беше наша гостинка, што го сподели своето студентско, што ги сподели твоите студентски денови со нашата публика, твоето искуство и советите што им ги даде на нашите гледачи. Ви благодарам за поканата. Се надевам нешто корисно кажав. Кажав нешто конкретно кажав, сигурно, да. Ти благодарам уште еднаш. И на вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со уште едно издание на Универзум. Се надевам дека и денеска го задржавме вашето внимание.